1991 година. Песната со наслов Билјана го менува правецот во кој дотогаш се движел пејачот на забавна музика Момо Николовски. Во годините кои што следуваат, фолк музиката ќе биде негово занимање, но забавната музика секогаш ќе биде негова љубов. На 60 години Момо Николовски ја напушти не само музичката, туку и животната сцена. Во 2015 година во Домот на РМ во Скопје одржа славенички солистички концерт по повод 40 години на домашната музичка сцена. Фолк пејачот Момо Николовски на македонската музичка сцена имаше што да даде. Негови големи хитови беа Молчи срце молчи, Билјана, Дано Данице, Биди со мене, песни кои имаат нови аранжмани направени од Сашо Ливрински. Дипломиран етномузиколог кој свирел на гитара и клавир и ги обожавал песните на Биело дугме, Мишо Ковач и Здравко Чолич. Оно што Момо го правел среќен биле патувањата. Патувањата низ цела Европа со неговата сопруга Валбурга. Но болеста не дозволи уште многу години тие да уживаат заедно. Веста најпрвен за неговата болест ја потреса јавноста, па неговите колеги организираа хуманитарен настан со цел да помогнат во собирање средства за негово лекување во странство. Истиот тој Момо во неговиот живот успеал да организира повеќе од 700 хуманитарни концерти и акции за помош на болни и лица на кои им е потребна финансиска поддршка. Иако тој бил голем оптимист, не успеа во борбата со болеста. По кратко боледување во јуни минатата година, тој ја напушти музичката сцена, ја напушти сопругата, го напушти животот. Темните облаци надвиснаа над нивниот живот, но на што остана се спомените. Спомени за како што вели неговата сопруга Валбурга, чесен и доблесен човек. Човек со топла душа и свилен глас. Well, my love for you could never grow no stronger. If I live to be 100 years old. Oh, it's crying time again. You're gonna leave me. I can see that far away look in your eyes. I can tell it by the way you hold me, darling. And it won't be long before it's crying time. Holy, 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 crying time. Во јуни 2019 година навистина беше време за плачење. По кратко боледување, Момо Николовски ја изгуби битката со ракот. Песната ги спои, болеста ги раздели. Психолозите велат дека ништо не може да те подготви на болката и празнината што ја чувствуваш по загубата на партнерот. Ова е флексија за се она што изгуби буги по смртта на Момо Николовски. А се почнува една малку подалечна година и Фолкфест Валандово. Валбурга Батева, психолог, новинар и текстописец, пишува песна со наслов Само осамените. Момо Николовски одлучува да ја пее и почнуваат да испишуваат љубовна приказна. Впушти се во авантура, но зошто? Исполни ги со ништата. Избистрија главата, врати си енергијата. Замени на викенд или пак на пат без крај. Заборави на работата. Избегај од рутината. Уживај во авантурата во целосен комфор. Нова SUV гама Citroen C3 и C5 Aircross. Citroen. Ексклузивна SUV понуда веќе од 136 евра месечно со гратис пакет. Не можам да се навикнам да зборувам за Момо во минато време. Се уште. Се уште присутен и мислам дека секој ќе биде присутен кај мене. Што останало после тоа, останало една огромна љубов која што е љубов за приказните и која што се надевам дека во некој друг живот ќе продолжи во некоја друга димензија и на друг начин. Се сеќаваш ли на денот кога го виде, кога го запозна Момо? Се сеќаваш ли на моментите како почнуваше вашата љубовна приказна? Нашата приказна почна со музика и заврши со музика. Момо беше во душа човек кој што сака забавната музика, исто и јас. Меѓутоа нас не спои песна која што е фолк песна. Напишав песна за Фолкфест Валандово, се викаше Само осамените. И
кога ми Сашо Ливрински тогаш беше уметнички директор на фестивалот, кога ми кажа дека сакам Момо да ја пее песната, па искрено не бев нешто посебно одушевена, бидејќи сметав дека можеби не му одговара таа песна. Се до моментот кога се видовме, си пруживме рака и како што Момо кога би бил тука би кажал, тогаш лет наискрит. Се запознавме, го слушнав како ја пее песната, се најажив, сватив дека тоа е песна која што ќе живее на начинот на кој што тој ја пее и дека никој освен него не може поубаво да испее таа песна. Таа песна остана, зборува за осамените души и за тоа дека тажните луѓе никој не ги сака. Меѓутоа една елегична песна која што сепак во основа лајт мотивот е љубовта и дека имаме сите потреба некого да сакаме и некој нас да не сака. Како реагирав кога го видов? Па очигледно ми бил убав, штом сум го засакала, нели? Беше тоа една многу искрена, пријателска, ненаместена средба. После тоа, откако се испеа песната, заврши фестивалот, ние седевме со Саат и разговаравме, најдовме многу заеднички теми и испадна дека всушност нашите патишта многу пред да се сретнеме требало да се вкрстат на некој начин, ама не се наместиле коцките и се наместиле баш тогаш. Сме биле во исто време, на исти места, меѓутоа не сме се среќавале. Така да многу беше интересно, ми тргна моабетот, ми каже, бе човече, као да те знам од некаде ја тебе. И вистина е така. Мислам дека сме се знаеле од некаде. Во едно од неговите последни интервјуа, некаде во месец февруари, вели, без оглед на диагнозата, јас ке се борам, животот мене не ме галел. Колку животот ви беше песна? Животот ни беше песна во смисол на тоа дека секојаш сакавме да го влечеме позитивното од животот. Сакавме да извлечеме поука од секој премрежие низ кое што поминуваме. Дека ни беше чиста песна, не постои човек. Тој што ќе ви каже дека животот му е чиста песна, знаете дека нешто не е во ред. Поминавме низ доста проблеми, меѓутоа ги поминавме заеднички, ги поминавме многу сплотени еден со друг. Јас имав обичај да кажам и се уште сметам така дека Момо не ми беше само сопруг, ми беше брат, другар, најдобар пријател, столб, едно мое тивко пристаниште кај што секој пат се чувствував безбедно. Имавме проблеми, нормално е дека имавме проблеми. Последните 3 години навистина поминавме низ многу премрежија, се случуваа многу лоши работи, но бевме тука еден за друг и исто Момо имаше обичај да каже букче јајте и против целиот свет. И мислам дека на некој начин се уште е така. Гледам дека е тешко да зборувате од позиција на негов најдобар пријател, на негов партнер. Ајде да се обидеме да зборуваме од позиција на психолог. Вие сте психолог по професија. Да. Има ли начин да се спремите за таква болка? Има ли начин да се спремите за таква загуба, за таква празнина која што ја чувствувате откако ќе замине таков човек? Не и не треба да се спремате. Затоа што самиот чин на спремање ви носи болка. Животот треба да се живее секој ден посебно, како една посебна приказна, еден ден 100 години. Зашто го кажувам тоа? Затоа што подобро е еднаш да умрете како лав, отколку секој ден да умирате како заек. Во периодот ако решите да се спремате за болката и тагата која што ве очекува, секој ден ќе умирате по 100 пати. Сакавме и јас и Момо да го избегнеме тоа и ние комплетно фул го живеевме животот се додека тој беше во можност да биде на нозе. Не променивме ништо во однос на нашата дневна динамика, во однос на нашите средби, нашите излегувања. Еве се наоѓаме во 14-ка ресторан, нашето омилено место кај што навистина се осеќавме многу убаво, луѓето не сака, ние ги сакавме нив. Момо беше човек кој што беше навикнат на улица да го застанат, да се гушне со секого, не правеше разлика меѓу луѓето. Имаше трпение неверојатно, морам да признам, поголемо од моето. Значи имаше трпение, беше многу толерантен, знаеше да можеше да издржи буквално до безвест да го прашуваат, да бараат нешто од него, дали приказна, дали помош, дали било што. Беше еден човек со широко срце кој што навистина ретко се доаѓа. Се наоѓа денес не дека мене ми беше сопруг, него навистина беше тако. Тагата поради загуба на близок член од семејството е прва и природна реакција по загубата.
Некои може да се справат со болката, а за други представува силен емоционален стрес, па се повлекуваат во себе, се изолираат и имаат чувство дека тука и за нив животот завршил. Оно што е важно, психолозите советуваат дека е потребна голема поддршка. Поддршка од останатите членови од семејството, поддршка од колегите, пријателите, но истовремено многу е важна и стручната поддршка. Дали тагата е природна реакција? Како да се справите со вашите чувства? Како да преживеете смртта на близок член од семејството? Кои се фазите кои се поминуваат по загубата? Разговаравме со психолог, психотерапевт Фросина Ристовска. Смртта на некој близок член од семејството представува силен емотивен шок. Многумина се обидуваат да се сетат на убавите моменти кои ги поминале со саканите кои ги изгубиле, други пак реагираат поинаку, ја чувствуваат само онаа силна болка, се повлекуваат во себе. Како полесно да се преживее смртта на близок член од семејството? Видам искрено многу често со ова прашање се случувам и рефлектирам на тоа што е најдобриот начин и дали воопшто има една формула која што вели дека на овој или на оној начин тагувањето ќе биде полесно. Убаво кажавте дека за секој од нас е различно. Некаде препораките врзани за истражувањата кои што сега постојат во однос на процесот на обжалување велат дека има повеќе активности кои што ние можеме да ги направиме. Едно е, ако тргнеме од аналогијата на тоа дека загубата на близок човек е секогаш стрес и го активира цело наше тело на начин на кој што секоја една клетка од нашето тело се бунтува и сме во контакт со физичка болка како што е емотивна болка, верувањето дека можеме да користиме движење, дали е тоа пешачење или физичка активност која што може да ни помогне да онаа напрегнатост која што ја чувствуваме малку се редуцира. А од друга страна, ако погледнеме наназад, не дека генерациите на моите родители, например, многу повеќе порано велеа дека е потребно да пуштиме и да заборавиме дека се ќе биде во ред и дека животот продолжува, што сега се испоставува дека воопшто не е оправдано, затоа што тагувањето, сеќавањето, раскажувањето за оно што ние сме го имале со оние кои што заминали и не напуштиле е оно кое што реално може да ни помогне низ целиот овој процес на обжалување. Да, секако се работи за една голема промена, нели личност која можеби секојдневно била присутна во нашиот живот, веќе одеднаш ја нема. Еве да зборуваме за онаа подготвеност, да речеме. Дали доколку се работи за ненадајна смрт на близок член од семејството, болката и стресот би биле поголеми? Дали доколку бидеме подготвени, ако се работи за тешка болест, нели очекуваме дека тој ќе не напушти, дали стресот е помал, дали болката е помала? Болката би рекла дека е иста и во едниот и во другиот случај, со тоа што стресот е поголем кога смртта настанува ненадено. Особено затоа што тогаш се покренуваат многу прашања, тоа е ако например на мене некој ми почине, моите прашања биле што е оно што јас можев да го направам, зошто баш сега, што е тоа што не го видов, имаше ли нешто што можеше поинаку да се направи, дали ако имав информација дека нешто не е во ред, можев поинаку да изреагирам, имаше ли нешто што на било кој начин поинаку можеше да се одигра, додека пак ако станува збор за некаква терминална болест во која што реално човек се соочува со период на боледување, дали е тоа канцер, дали е некаква хронична болест, подготовката на семејството дека во еден момент блискиот може да не напушти и дека тој да никој од нас не го знае, може да ни остави простор да се збогуваме на наш начин и да имаме доволно време да ги кажеме сите оние работи кои што во првава ситуација не би имале можност да ги кажеме. Тоа е тој дел кој што реално многу често во процесот на тагување прави потешкотија, затоа што остануваат многу некажани работи, а културолошки кај нас има и забрана да се кажуваат сите нешто, затоа што идејата дека треба со животот да продолжиме најдобро што знаеме што умееме, иако велам истражувањата велат дека е напротив најоправдано да зборуваме за она што нас не е тешко и за она што не сме го кажале на оној кој што не напушта. Тагата е природен одговор на загубата. Постојат различни теории за тагување, но психолозите велат дека најмалку 18 месеци е потребно да помине првичната фаза на тагување. А потоа, тагата и болката не исчезнуваат, само добиваат поинаква димензија. Постојат различни механизми за справување, но што е најдобро да се направи во ваква состојба? Во однос на тоа што е најдобро да се направи во ваква ситуација кога настанува загуба на близок човек, нема точен одговор, особено затоа што тагата е дел од целиот тој процес на тагување останува до крајот на животот, барем тоа е мое видување на целата оваа ситуација. Со тек на време различни теории велат дека тагата можеби ќе се поднамали, дека кога ќе ги поминеме тие фази на обжалување, кои што според некои теории се 5, според некои се 7, вклучуваат негација, преговарање, тага, изолација и ред други нешта, дека ќе бидеме
станеме многу пофункционални, ќе можеме да се вратиме во секојдневниот живот. Меѓутоа, факт е дека онаа тага за тоа дека сме изгубиле некој кој што на нас не е значаен човек, кој што не е поддршка, некој со кој што сме граделе спомени, таа останува до крајот на животот. И не е страшно да имаме тагата како таква, се додека сме во можност да се вратиме назад и да можеме да функционираме во нашето секојдневие. Тоа не значи да заборавиме, туку само да пробаме да најдеме некакво ново значење во кое што оној кој што си заминал ќе биде повторно присутен низ приказните, низ работите кои што ние ги имаме како сеќавање за нив. Каков период треба да помине за да се вратиме горе-доле во нормалата? Секој индивидуално би рекла, затоа што секој од нас користи различни механизми на справување. Некој од нас кога губиме луѓе може да се изолираме на начин на кој што со сите ќе прекинеме. А кои механизми како најдобри се покажале? Многу тешко прашање од аспект на тоа дека навистина не знам да ви кажам точно. Тоа што би било за мене не би било можеби за вас. Едно нешто кое што е унифицирано и кое што се препорачува секогаш кога настанува загуба е движење. Затоа што физичката активност реално нас ни помага, како што на почетокот кажав, да се намали физичката оптовареност и стегнатост на телото и се верува дека 15 минути движење во текот на денот, без оглед дали тоа ќе биде пешачење, трчање, возење велосипед или нешто друго, помага да се редуцира напрегнатоста на телото и на тој начин да малку болката се поднамали. Тоа би било едниот механизам. Другиот механизам, веројатно кој што би го препорачала и би рекла дека може да не биде во функција, е раскажување за она што нам не тежи. Тагата, јас некогаш си ја представам сликовито дека е малта некако кошница во која што има еден куп работи и сеќавања кои што кога ги носиме не потсеќаат на оној кој што заминал. Вадење делче по делче, вадење на едно по едно од таа кошница која што сега многу не тежи, може реално да ни помогне да и оној емотивен напор кој што ги имаме и болката од загубата да малку се намали. Нема да исчезне, би лажала ако кажам дека болката исчезнува некогаш евентуално, тоа е константа која што ќе трае, меѓутоа ќе добие друг квалитет и ќе имаме многу, зборувајќи, ќе имаме многу повеќе поддршка да оној кој што заминал го носиме во секојдневието и да го носиме низ убавите работи кои што не ги оставил. Колку во процесот е важно да имаме совети од стручно лице? Би рекла дека е многу значено, особено секогаш кога е достапен психотерапевт, психолог, некој кој што работи со загуби и со обжалување, е пожелно да тој човек биде инволвиран. Меѓутоа повторно ќе се сведе на тоа дека секој од нас индивидуално бира, затоа што конкретен совет за тоа што да се направи не е благодарно било кој од нас како професионалци да даде, особено зашто секој кој што губи близок член различно реагира и му треба различен период да се прилагоди на целата нова реалност. Новата реалност не значи дека го забораваме оној кој што заминал, само значи дека сега наеднаш се прилагодуваме на една нова семејна динамика, на едно ново опкружување во кое што членот од семејството кој што до вчера бил покрај нас, денес го нема. Ако замислиме, не знам сега, на бебињата им ставаме горе на кревечињата едни играчки што се вртат во круг. Ако замислиме дека таа играчка е кругот на семејството, ако една играчка се трне, настанува дисбаланс и од играчка која што е исправена, реално целиот систем се поместува. Потребно е време за да тој систем реално се врати во нормала и тука е тоа место каде што професионалците може да помогнат на начин на кој што ќе бидат продолжена рака на системот на поддршка за да чујат што е оној кој што тагува сака да го сподели. Во нашиот контекст тука многу често улогата на професионалците ја земаат пријателите и семејствата, пошироките семејства, зашто ние сме општество и нација која што споделува и која што раскажува за она што било и она што е, така што било кој човек на кој што можеме да му кажеме дека не е тешко и дека тагуваме за тоа што се случило е добро да идем во ваков процес. И за крај, како да си одговориме на прашањето зошто на добрите луѓе им се случуваат лоши работи? Не би можела да кажам точен одговор затоа што смртта бирам да не ја гледам како лоша работа, тоа е мој некој избор, ја гледам повеќе како дел од едно животно патување. Ако животот е еден воз со кој што ние патуваме, на тој воз се качуваат и се симнуваат многу луѓе низ животот и немаме една загуба, многу често ќе имаме многу повеќе загуби низ животот од разни аспекти. Би рекла дека смртта е дел од живењето и носи многу болка и многу тага, меѓутоа не е нужно најлошото нешто кое што може да не се случи. А зошто на добрите луѓе им се случуваат лоши работи, веројатно затоа што тоа е дел од животот и помага некако да постои некаков баланс, колку год да некои работи не можеме да ги прифатиме. И моментот кога ние како луѓе почнеме да зборуваме за смрт и за тоа дека е составен дел од се ова и дека во еден момент ќе се случиме е моментот кога реално ќе престана
ќе престанеме да перцепираме како лоша. И сега како го кажам ова, размислувам за еден друг аспект врзан за болестите, пошто сме во болнички контекст, дека многу често пациентите во овој контекст знаат да доживуваат дека ништо добро, ништо лошо не направив, а види што ми се случи. Да. И тоа е тоа некое место каде што човек се свртува да размислува дали имаше нешто што сум го погрешил, што ваква неправда ми е нанесена. Мислам дека нема универзално правило и дека не секогаш има причинско-последична врска за тоа зошто на нас не се случуваат некои нешта. Најдоброто нешто што може секој од нас да го направи додека сме живи е да поминуваме доволно време со луѓето кои што ги сакаме, да не ги трошиме деновите, да не кажеме колку многу ги сакаме оние кои што се околу нас и да секој од нас покрене некаква иницијатива да се грижи за себе на најдобар можен начин со верба дека на крајот од денот ќе имаме доволно долг живот или животот кој што ќе го водиме ќе има висок квалитет, за да оние кои што ги оставаме позади нас може да не паметат по убавите нешта, да може да не спомнуваат преку раскажување на различни приказни за она што сме го правеле, преку шегите кои што ние сме ги кажувале, мудростите кои што ги носиме, настаните, местата, миризбите и се она што реално било дел од споделениот живот. И кога тагувате, грижите се за себе. Стресот може брзо да ја осиромаши вашата енергија и емоционални резерви. Психолозите советуваат колку и чудно да звучи, но смртта на близок член од семејството треба да биде причина да се размислува за сопствениот живот. Потребно е да се пополни празнината со пријатни спомени. По смртта на вашата сакана личност морате да научите да уживате во секој нов ден. И верувајте дека и таа ви го посакува истото. Рутинска медицинска контрола на Момо и Буги ќе им донесе вести што ќе им го сменат животот од корен. Денот кога ја добиваат диагнозата е денот кога одлучуваат дека ќе се борат до крај. Се сеќавате ли на денот кога ја добивте диагнозата? Каде бевте, моментот кога ја слушнавте, како стигна таа диагноза до вас? Имаше ли претходно проблеми, Момо? Момо се го викав Тарзан. Момо ми беше многу витален. Тој почина на 60 години, меѓутоа јас имав обичај да кажам дека он има енергија на 30 годишен млад човек. Значи он беше 24/7 активен. И човек кој што навистина беше педантен во однос на контролите кога се однесува до здравјето. Уште поголем беше шокот од диагнозата баш поради фактот што крајот на септември он правеше гастроскопија во болница и тогаш му кажа дека некое мало чирче прави проблеми, дека се друго е во ред. За жал 2 месеци подосна испадна дека малото чирче не било мало чирче, туку било канцер. И вистина беше шок за нас, значи тоа беше ден кој што никош нема да го заборавам, но и од една и од друга причина. Од една причина што беше огромен шок за нас, а од друга причина што тоа беше и првиот ден кога решивме дека ќе се бориме до крај и дека нема да се предаваме. Велите дека не е потребна психичка подготовка за таква загуба, меѓутоа колку е потребна психичка подготовка за да се борите со една таква опасна болест? Треба да се биде свесен за она што животот го поставува пред вас, ви сервира на маса и вие треба да знаете што е тоа што треба да го земете, а што е тоа што не треба да го земете. Подготовка за најлошиот момент никогаш не постои. Меѓутоа постои една психолошка рамнотежа која што треба да се обидете да ја воспоставите сами со себе и да сватите дека се она што го правите треба да го правите за нешто подобро, а дали ќе испадне подобро е нешто надвор од вас и не зависи од вас и треба да се помирите со тоа. Меѓутоа, апсолутно борбата на секој кој што се соочува со таков проблем, дали лично со сопствена болест, со болест на брачниот партнер или на било кој во семејството, е една ненормално голема човечка борба и сите треба да се спремни за таа борба, затоа што има огромни подеми и падови, има денови кога мислите дека се ќе биде во ред, дека работата тргнала кон подобро, утреден ќе ви се срушат сите надежи, почнувате одново, секој ден ново раѓање и ново умирање. Колку пријателите, соработниците, колку вашите блиски останаа до вас во таа ваша борба? Се изречи ли тој список? Се намалија ли пријателите? Да. Ние сме јунаци на нашето време. Ова е времето во кое што живееме. Времето во кое што пријателите се тука само ако сте корисни. Морам да го кажам тоа. Ти ветив дека искрена ќе бидам и ќе бидам искрена до крај. Останаа неколку луѓе кои што навистина беа луѓе со големо Л.
Морам да кажам дека Момо премногу направи за естрадата во Македонија. Премногу направи за многу луѓе. Премногу им помогна на многу колеги. Естрадата нема возради тогаш кога требаше. Не зборам од финансиска гледна точка, тоа е секундарно. Зборам од морална гледна точка. Зборам како пријатели. Беше разочаран затоа што мислеше дека во неговата душа имаше едно малечко наивно дете кое верува дека ако тој е добар, сите се добри. Меѓутоа животот не е пригазна. И тоа дете во него кое што беше толку наивно и добро и мислеше дека со добрина треба да добиеш добрина назад, беше разочарано. Меѓутоа јас им посакувам среќа на сите, секој одговара за своите постапки и мислам дека постои некоја универзална правда. Некој ја вика универзална, јас ја викам Божја правда, бидејќи сум верник. Мислам дека не е наше да се мешаме во Божјите работи и дека сите ние нешто што ќе направиме, го правиме во еден круг кој што врти. Сашо Ливрински е еден од оние пријатели за цел живот. Со Момо се запознаваат сосема случајно во Струга, но намерно остануваат првим пријатели, а подоцна и кумови за цел еден живот. Сашо, во јуни месец 2019 година изгубивте многу добар пријател, изгубивте соработник, изгубивте кум. По што ќе го паметите Момо Николовски? Пред се таа болка, таа загуба се уште траем, затоа што многу често ми се случува да речем во некоја ситуација каде што навистина ми е потребна некаква помош од него. Од било која, ама под него посебно да речем чекај на кумот ќе му се јавам, но се сетствувам дека тоа веќе не е возможно сега. Индиректно кажувам дека е една личност која што многу сакаше да помага. Така да ќе се навратам наназад многу време, некаде пред повеќе години кога јас се запишав на музичката академија тука во Скопје. Буквално не одев дома јас, туку одев кај нив дома, кумот. Таму имав така полн пансион. Значи, ако беше доручек, ако беше најчесто ручек беше, затоа што живеам во населба Даме Груев до ден денес. Тоа е некаде околу 14-15 километри од центарот кај што се наоѓа музичката академија и си велам не одам дома, со Момо ќе поразговарам, тогаш и не ни бевме планирани да бидеме кумови, тогаш бев момче, не бев во план да се женам. И така, полн пансион во смисла ручек, муабет, некојаш и преспивав таму за да отидам вечерта на некаква друга настава на факултетот и се зближивме многу. Тоа наше зближување допринесе да јас кога решив во животот да се оженам, да речам дека нема поблизок човек од овој човек и бидејќи кумот навистина треба да биде блиска личност. Откако ги направив тие адети, тоа е едно старо кумство во Скопска Црна Гора, бидејќи сум потекло од таму, го откажа, го направи тој адет, и прв човек кој што помисли дека може да ми биде куме, Момо Николовски, и наистина не погрешив. Без нив не можам, за нив живеам, живот се и моја судбина. Без нив не можам, за нив живеам, живот се и моја судбина. Сега вака кога се сеќаваш на него, што прво ти паѓа на памет кога ќе го спомнеме Момо? Прво ми паѓа на памет Момо Николовски како звезда. Човек кој што на времето, кој што живеел во бившата заедничка држава, наречена Југославија, кој што освојувал награди на југословенско ниво, што не беше нешто за потценување. Човек кој што сум растел со неговата музика. Човек кој што доаѓаше кога свиреме со академци во Струга, во хотел Белград, доаѓаше секоја вечер и се седнуваше, си пиеше по едно кафе. За нас позната личност, звезда, се велиме што бара човеков секоја вечер, а тој си доаѓал, му се бендисало како млади личности. Тогаш бевме дали втора или трета година на музичка академија. Како ја правиме забавата вечерта во хотел Белград,
си пиеше по едно кафе и најверојатно уживаше во музиката, што подоцна нели ни го призна. И кога бидејќи нас не беше срам да му придеме, не го познаваме, кога тој ни приде и рече: "Дечиња, супер сте." И вели: "Јас снимам оваа година, се префрлив на народна музика и вика и снимам касета, тогаш касетата беше актуелна како аудио носеч. Снимам касета и вика: "Сакам вашиот оркестар да ми ја снима таа касета." И тогаш тогаш јас како аранжер се одважив да му речам: "Па јас студирам композиција на факултет, па можам да ти ги направам и аранжманите." Значи Момо Николовски е еден вид провокација за она што денеска за мене како композитор е најсилно оружје, тоа се моите оркестрации или аранжманите каде што се покажав во државата на едно врно ниво, че тоа е провокацијата. А ако немаш провокацијата во животот, кој знае кај ќе стигнеш, нели? Таа многу често и најчесто дури те насочува онамо каде што треба да бидеш, па се роди првата песна во мојот живот што ја направи воопшто, тоа беше за Момо Николовски, песната се вика Билјана, и на тогашното фолк хит на годината и на јака конкуренција на Чудна жена беше Вера и останати песни, доби трето место. Што е за мене како младо, голобрадо момче, неискусно, беше шок. Не знаев кај се наоѓам. За крај ќе те прашам, каков беше Момо во кафеана? Имаше ли омилени песни? Нарачуваше ли песни на музичарите? Па добро, ние многу ретко се наоѓавме во таква ситуација да нарачуваме, секогаш бевме некој кој што забавува, но Момо беше љубител на така наречената забавна музика. Многу често знаеше да се запее, многу често знаеше Moon River да ја запее. Беше едноставно во душата еден, во наводници, забавњак, кој што пак, кога се префрли на народна музика, многу добро му лежеа тие старите македонски песни. Имаше еден таков лирски глас, како да речеме Никола Бадев, кажете го Кирил Манчевски и така. Многу наликуваше на нив, па така сите песни што ги правевме на тој начин. И јас морам да споменам една работа, бидејќи нели Буги ќе ви биде главниот, Валбурга ќе биде главниот гостин. Нешто што мене, например, ми е многу мило, што сум дел од нивното запознавање. Затоа што една така малку поназад некоја година дојде до смена на раководството на нашиот најпрестижен народен фестивал во Ландова, каде што ми предложија да бидам уметнички директор. Нормално, за мене тоа представуваше чест. Ја прифатив таа функција која што траеше, за жал, само една година, од оправдани причини. И јас сите работи во животот што ги правам, сакам да ги правам сериозно и одговорно и принципиелно. Не само да ми поминат онака, па ми се случи на конкурс да ни дојде песна од Валбурга Батева, а веќе Момо одбра песна, мислам дека беше од Миле Барбаровски, не сеќам баш како, но еден од нашите реномирани композитори. И беше готово веќе да се почне да се прави аранжманот за да настапи со таа песна, но како уметнички директор го имам тоа, и сите уметнички директори ги имаат тоа, се извинам, да го имаат тоа право да се вмешаат малку во изборот кој пеач, која песна како ќе ја пее. Јас, на моје задоволство и подоцна ќе се покаже на нивно заедничко задоволство, се вмешав во неговата одлука која песна ќе ја пее и велам: оваа песна не е за тебе, тука има една песна, се вика Само осамените, која што пак како балада, како еден валцер и како балада, и внатре зборовите многу му одговара на моментот во кој што се наоѓаше тој во својот живот, на промената што ја направи, нели, реши да не биде заедно со својата прва сопруга. Тоа не е лесна работа како промена и едноставно текстот ептен му легна, вели: само осамените знаат како е и знаат колку е потребно некој да имаш
покрај себе и некако коцките се склопија. Zora zazorila, sunce ugrejalo, Milkina gradina. Milka mijaneva, tvoroj da izmeti, postela bola legnava. Milka mijaneva, tvoroj da izmeti, postela bola legnava. Го знаеме каков беше на сцена, меѓутоа каков беше со неговите блиски, каков беше во кафеана, знаеш ли да нарача песна? Имаше ли омилени песни кои што кога ќе тргне песната знаете дека таа е негова? Да, имавме наши песни. Имавме песни кои што дефинитивно мораше да се испеат секогаш кога одевме во кафана, инаку морам да кажам дека Момо не го исполнуваше баш многу тој критериум на кафански човек, на боемчина. Немаше такво нешто кај него, он си пиеше Кока-кола и ги трпеше сите зафрканции кои што ги правеа во однос на таа работа. Абе, бутни едно ракевче или напи се црвено вино. Не, значи не сакаше алкохол да пие, сакаше да си пие сокче, него му беше доволно за атмосфера некоја друга работа, не му беше потребен алкохол. Имавме наши песни кои што стандардно си ги пеевме. Најчесто се случуваше, нашата судбина беше на секоја свадба на која што одевме, обавезно гостите. Не беа само гостите, туку обавезно Момо ќе станеше и ќе испееше нешто на молба на домакините. Да. Беше човек кој што не може да одбие. Така да беше весел човек кој што многу сака песни. Негови омилени песни беа и дел од старите светски поп-хитови. Еве, морам да ги спомнам двете негови омилени песни. Тоа се Битлси кои што ги обожаваше и тука беше Hey Jude. И уште една од старите, по старите ќе знаат за што зборувам, тоа е Поедок кај Тифани со славната Одри Хепберн, и таму има една прекрасна песна која што мислам дека е песна која што не може никого да остави рамнодушен. Песната е Moon River и зборува за животот. Кој сме ние, што сме ние и зошто сме тука. Моите песни, кои што јас ги пишував за него, бидејќи наназад години пишував само за него, во тој период само за Петар Нечовски напишав песна. Сите други песни што ги напишав беа за него. За жал, како што не споија песните, така и нашата последна песна се однесуваше на струга. И тогаш ме натера со сила дека мора двајцата заедно да ја пееме. Вика, ти си несудена пејачка, освен што си текстописец и композитор, и редно е еднаш нека има во историјата дека Буги и Момо пееле песна заедно. И напишав за струга, бидејќи струга е негова вечна љубов, тој е струженец. И се гордеам со таа песна, се гордеам со тоа што огромен кеф му направив, што ја направив. И он викаше дека со години и години ќе ја слушаме, за жал тоа беше последната песна која што ја направи за него. Останали многу работи недокажани, останали многу работи незавршени, желби не исполнети. Остана луѓето кои што освен мене го сакаат. Сакам да ги спомнам неизбежно. Освен Сашо Ливрински, Бошко и Маре, старите комши, неговите две сестри, Бети и Мире, во Охрид и во Струга, кои што несебично ми даваат подршка и понатамо, ништо не е сменето. Сакам да спомнам дека луѓето кои што го сакаат, се уште го сакаат и се уште со радост зборуваат за него. Останаа недовршени песни, останаа песни кои што ја ги напишав, а го чекаа него. И правевме планови како би изгледале тие песни. Останаа македонските народни приказни во кои што тој глумеше, бидејќи беше одличен актер, исто така. Едно мултиталентирано суштество, можам слободно да кажам. Дури ме натера во 2 или 3 од тие приказни ја да учествувам на некој начин. Остана, знаеш, само Јуле што не остана. Не остана само да си кажеме дека се сакаме, затоа што константно си го повтаравме тоа. Никогаш не престанавме да си кажуваме те сака.
И мислам дека затоа немам никакво каење во однос на таа работа, бидејќи он знаеше колку многу ја го сакам и јас знаев колку тој мене ме сака. Сродни души делува како клише и си да го спомнуваме тој израз. Јас навистина сметам дека ние бевме сродни души. Затоа што се надополнувавме и неговата енергија се поклопуваше со мојата енергија. И вистински се радувам што мислам дека еден ден таа енергија некаде мене ќе ме пречека. Наша новинарска работа ќе биде да не го забораат, твоја мисија ќе биде да не дозволиш да го забораат и него и неговите песни. Но јас би сакала разговорот да го завршиме малку попозитивно со оглед на тоа дека ти имаш многу интересна историја за себе. Значи, осам психолог, пишуваш песни, си пишувала и колумни. На какви професионални своји некакви минати се сеќаваш? Па да, со Момо имавме обичај да се шалиме и он да каже: "Абе, ти си буги на Момо", а ја му викав: "Не, ти си Момо на буги." Што сакам да кажам? Да, имам за себе нешто оставено, претпоставувам дека некој тоа некаде еден ден ќе знае да го цени и почитува. Освен што завршив психологија и се бавев со тоа, освен што компонирам и пишувам текстови, бев колумнист во неделникот, женскиот неделник магазин Ина. Од првиот до последниот број пишував колумна таму, која што навистина се гордеам затоа што беше многу читана. Даваше мој женски поглед на работите по светот и се она што се случува во машко-женските односи. Јас сум жена која што е прв официјален спортски новинар во Независна Република Македонија. И имаше многу анегдоти, значи на времето збориме за 90-тите години, кога не само што беше чудно, туку беше скоро неверојатно жена да се појави во спортските кругови и да каже дека сака да се бави со спортско новинарство. Мене тоа ми успеа. Поздрав до луѓето кои што тогаш ми помогнаа, се чудеа. Знаеш што се случи во Нова Македонија, се насобраа мажи новинари и ме викна мене господин Мицковиќ, кој што тогаш беше уредник. Ме повика и ме седна и вика: "Ова е Валбурга", вика, "она знае да пишува за спорт и многу го прати спортот." И нормално, нели, реакциите на мажите беа: "Од кај сеа?" Тогаш бев и млада девојка и се. "Од кај сеа таа работа? Има ли спорт за кој што не знаеш?" Ме прашуваат. "Има", викам. "И кој е тој спорт?" Па викам: "Хоќеј на трева, нешто слабо го баратам." Така да, со многу недоверба тргнаа кон мене. Сметаа дека убава млада девојка, освен што тоа треба да биде убава млада и психолог. До тука треба да заврши приказната. Мислам дека се докажав на тој поглед, затоа што после соработката со Нова Македонија настапи и соработка со спортскиот магазин Скок. После ме викнаа во Радио Скопје втора програма, господин Александар Стиков. Доживеав да вршам директни преноси од фудбалски, од ракометни, од кошаркарски надпревари. Мислам дека во тој период навистина дадов максимум се од себе и дека навистина на некој начин бев оригинална, бидејќи Македонија во тој период го живееше времето кога жена во спортот и во спортското новинарство не е баш нешто вообичаено. Имаш ли навика и денес да следиш спорт? Апсолутно, апсолутно следам. Значи, голем навивач сум на ракометниот клуб Вардар. Се радувам на нивните победи, се радувавме со Момо. Знаеш што се случи? Момо доживеа да го види и 2019 година Вардар како европски шампион. Почина следниот ден. Меѓутоа беше свесен, се радуваше, навиваше и да, имавме обичај да гледаме заедно спорт со Момо, иако настануваа и смешни ситуации, затоа што Момо до толку заинтересиран за спорт како мене не беше. И знаете како се случува во фамилијата, мажот вика: "Не сега ќе гледаме фудбал", а жената вика: "Не сега ќе гледаме серија турска или спорт, филм." Кај нас беше, ја му викав: "Не сега ќе гледаме спорт", он ми викаше: "Не сега ќе пуштиме филм, ќе гледаме." Така да, се уште ме интересира спортот, се уште го пратам. Нормално дека навивам за сите национални селекции. Ќе беше подобро и тој да беше со мене да навива, бидејќи беше огнен навивач. Кога навиваше од срце. Можеби ќе дојдат денови кога ќе може за Момо да зборува во минато време.
Можеби ќе може и без солзи да ја искуша Moon River до крај. На некоја свадба ќе ја нарача Билјана и ќе се насмевне затоа што ќе се сети, дека знаат само осамените. Вода која доаѓа од 400 метри длабочина. Недопрена, чиста, природно газирана вода. Од срцето на Пелистер. Вода од која единствено е одземен природниот јаглероден диоксид. Негазирана вода безпрекорно заштитена од азотната обвивка. Звук кој значи прв контакт со надворешниот свет и околината. Оној добро познат звук. Звукот на Пелистерка. Единствената работа подобра од луксус е луксус по пристапна цена. Навикнете се да добивате повеќе. Повеќе технологија, стил и опрема. Tipo Mirror, веќе од 12.490 евра. И на големи празници и во обични делници не достига. Неговите пријатели ќе имаат задача, но неговата најголема љубов во Албурга ќе има мисија никогаш да не се заборави. На еден Момо Николовски.